И денеска статистиката на Велешката болница бележи пораст на хоспитализирани пациенти. Имено вкупно се згрижени 36 лица, 25 пациенти се потврдени позитивни на коронавирусот, 4 се сомнителни и 7 пациенти се со негативен бриз, но задржани на болничко лекување. На кислородна поддршка се 8 пациенти. На инфективното одделение се наоѓаат 29 лица, додека на интерното 7. И на комонтажната болница во Велес за прием на хоспитализација на пациенти позитивни или суспектни на коронавирусот почна со монтажа претходната недела. Но зошто болницата се гради сега кога состојбата на епидемиолошката слика во Велес е стабилна според статистиките на здравствените власти, а никога претходно ескалираше? Одговор за ова побаравме кај првиот човек на Велес, градоначалникот Аце Коцевски. Принципот како функционира нашиот систем кога имаме техничка влада пред избори, дојде до ситуација техничката заменичка министерка во Министерството за финансии од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, мислам Кочовска дека се презива, не ставила подпис на документот со кој требало да се аплицира во Светската здравствена организација или Светска банка, и тоа предизвика задоцнување, чекаше да завршат изборите, да се конституира новата влада, за да може да се продолжи со постапката. Официјално тоа е причината зошто се доцнеше со поставувањето на ковид болниците. Заменичката министерка не го ставала својот подпис и дека тоа е причината зошто се доцнело со месеци. Токму овде се наоѓа монтажната болница во која што е предвидено да има капацитет за сместување на 45 пациенти позитивни или суспектни на коронавирусот.